веќе пристигна првиот наш денешен гостин и тоа како ни е потребен во вакви денови на хаос, на недоверба, на губење на нашата енергија, на губење на нашата самодоверба, стрес, слабост, која сите ние ја чувствуваме без разлика дали се однесува тоа на нашата лична животна приказна или на судбините на оние кои толку многу сакавме да ги задржиме на овој свет, но веќе ги нема, значи погодени од состојбите во земјава. Денеска многу важна тема отвараме, како да ја задржиме, зачуваме и држиме во баланс нашата животна енергија, енергијата. На оваа тема ова утро со нас е Сифу Предраг Петрески, долги години упатен во Чикунг, филозофијата, традиционалната кинеска медицина и уште многу нешта поврзани со тоа како да останеме во баланс самите со себе си, да почнеме да ги препознаваме симптомите кои што ни ги праќа нашето тело. Добро утро пред се. Добро утро на тебе, Сузе, добро утро на гледачеве на Алфа. Сакам да ве поздравам сите и да ви кажам да оставите позитивни, затоа што единствено тоа ќе може да не одржи во живот, што се вели. Да, дојде време, Предраг, да на ова не му верува. Так. Дојде време да буквално не сме сигурни дека листов на масава кој што го имаме вистина бел, да не е бел, види ти со твои очи, повтори ми. Дојде време кога не сме ни сигурни дека таму каде што одиме да не спасат и да не излекуваат, всушност ни го земаат правото, нашето право човечко да си го најдеме лекот и да се обидеме да се исцелиме и да се вратиме во првобитна состојба. Знам дека она што ти го работиш со години има една многу интересна филозофија и пристап, може би 20 минути нема да ни бидат нас доволни да објасниме што не е. Накратко кажи ми какви се вештините на кои ти полагаш многу време, внимание, љубов и обучуваш бројни генерации во она што го правиш? Пред се, како млада личност, онака кога почнав со ова да се бавам, почнав во кунфу вештините да се занимава, ме интересираше холистичкиот пристап и тоа е филозофија која што потекнува од источните краишта, од далечниот исток, поточно, од Кина. Така да холистичкиот пристап од секогаш ми бил онака поприемчив и некако му полагав многу повеќе внимание, затоа што веднаш ги осетив придобивките на самиот себе си. Нажалост во ова време навистина човекот постана сомничав према се што ќе види, бидејќи некако како општеството да не издаде како луѓе, онака не можеме навистина да му веруваме. Па еве како што рече и во, да не кажам ајде, не ќе да критикувам ништо, меѓутоа барем кај нас овде и во таа медицина, современа медицина која што ги слушаме судбините на луѓето какви се и искуствата. Меѓутоа сепак сакам да кажам дека луѓето не треба да ја бараат среќата надвор. Треба секогаш да ја бараат среќата во самите себе си. Човекот е премногу денеска свртен према надворешниот свет и тоа е најголемата причина за разните болести, несреќи кои што му се случуваат на денешниот човек. Во колку источната филозофија, тоа е филозофија која што се вели пред Христа дадена и луѓето ја практикувале, е филозофија која што ајде да не ја кажам наука, која што се пренесувала со генерации и потекнува од искуството на луѓето кои што ја доживувале, а не од некои експерименти кои што се работеле во некои си лаборатории и така натаму, па денеска е вака, утре не било така. Денеска имаме информации во јавниве гласила кои што вчера биле точни, не денеска се други, не такви и така натаму. Шпекулации и така натаму. Така, да. Меѓутоа човекот треба да знае дека поседува голема моќ. И моќта е во него, која ќе се сврти човекот према самиот себе, ќе види со каква исцелителна моќ поседува. Не самиот да се исцели, туку ќе може да исцелува и други луѓе.
Тоа е она енергија, како што претходно на почетокот кажа, која што, да кажам, универзумот не дарувал со таква енергија и таа енергија само треба да ја пробудиме, ништо повеќе. Колку проценти од луѓето сме спесни, спознаени за она каква енергија поседуваме и колку ја искористуваме во текот на овој наш век? Ние, како луѓе, како обични луѓе сега зборам, која ќе се родиме, влегуваме од семејството, почнуваме да кажам онака, да не обликуваат, да ни кажуваат што треба, како треба, прво во семејството и после одиме во овие образовни институции каде што не подготвуваат за влегување во системот. Кога ќе влезе човекот во системот, таа енергија само ја троши. Никако не ја надокнадува. Меѓутоа, човекот треба да знае дека таа енергија може самиот да ја надокнади без одредени лекови и така натаму. Човекот, овој обичниот човек, што прави? Значи, ќе се почувствува дека е немоќен, веднаш посегнува по некои така наречени лекови, кои што само моментално му ја даваат она, да ја кажам, самодоверба, меѓутоа ја исцрпуваат таа животна енергија која што треба да го служи до крајот на животот, во подоснежните години. И брзо се троши. Затоа човекот за кратко време, денешниот човек, посебно во ваков современ живот, брзо ја троши енергијата и, да кажам, остарува пред време. Так. Според оваа Чикунг филозофија со која ти се занимаваш долги години, лесно ли е човек да научи? Знам дека обучуваш многу млади луѓе со кои имаш групи на деца од најмала возраст. Од која група возраст е најмалата? Па почна да доаѓаат дечиња и од 7 годинки па натаму. Претежно момчиња, ама има и девојчиња, така? Има и девојки, да. Тоа многу ме радува и ова е вистинско време. Септември е вистинско време. Ова е еден апел до сите родители, до сите баби и дедовци кои што сте засегнати како вашите деца го трошат животот, денот, полугодието, распустот. Знам дека претежно вака на телефон поминува распустот на многу деца и тоа е штетно по секој еден основ. За да им ги земете телефоните од раце и за да ги научите како да ја спознаат собствената енергија, слушајте ни уште 10 минути. Кои се најголемите придобивки од оние часи или час и половина, колку се задржуваат кај тебе во твоите придобивките се пред се што индивидуата стекнува основни навики да почне да го почитува своето тело и своето битие, да открие она вистинска моќ која што самиот е поседува. Која ќе стекне одредени навики, ќе почне да чувствува дека тие час и половина, да ги кажам, 2 часа, каде што се задржуваме, му се малце. Па ќе почне да го распоредува времето и самиот да работи, да кажам, од сабајле или во текот на денот, без разлика онаму каде што ќе се најде, дали се збораме и за повозрасни луѓе, и на работното место, кога имаат онаа пауза, да направат одредени типови на вежби, кои што ќе им ја надокнадат таа енергија и каде што ќе се почувствуваат онака посмирено и посвесно, пофокусирано и така натаму. Колку е едноставно да научиме да бидеме самите со себе сега и овде во мигот, да направаме, еве сега сме во живо вклучени, меѓутоа имаме потреба, чувствуваме дека стресот веќе ни направил некој куршлус и треба да направиме една практична, една обична вежба. Како да ја направиме? Ќе ни помогнеш? Пред да дојдам овде, пред да влезам во студиово, секогаш пред некој настап, работам одредена вежба, меѓутоа таа вежба е кај мене устален, онака да кажам, принцип, каде што правам смирување на свеста и телото. Телото е многу лесно да го смириш, ќе седнеш и ќе го смириш телото. Меѓутоа умот е оди смири го умот, така. Луѓето ја гледаат индивидуата и по неговиот физички изглед сметаат ова е сега силен затоа што има мускули, јаки и така натаму. Меѓутоа забораваат дека тоа е само 1/3 од битието кое што го гледаат. 2/3 се свеста. Свеста е таа која што ја троши енергијата, животната енергија.
во колку она што го кажав на почетокот, свеста е одделена од телото, тогаш енергијата, животната енергија брзо се троши. И телото старее. Тоа се рефлектира на самото тело. Како да се смири? Многу едноставно. Значи имаме она така наречено свето тројство. Тело, свест и дишење. Свеста е, викаат, разигран мајмун, кој што треба да го смириш. Телото е кафезот за мајмунот, каде што треба да го ставиш и да биде мирен. И сега, дишењето е бананата. Сега зборам онака сликовито. Така. Значи, како треба да направиш? Треба едноставно да му дадеш задача на умот, на тој емоционален ум, кој што нон-стоп размислува емоции и така натаму, да му дадеш задача да го смириш преку дишењето. Едноставно ќе се фокусираш на дишењето и ќе замислиш како дишењето оди во долниот стомак. Значи, го следиш дишењето скроз до долу, во долниот стомак. Многу битен е долниот стомак, тоа е делот под папукот долу, значи во овој дел, карличниот дел, во средината. Значи, многу е битен овој дел, зашто? Затоа што тежиштето на телото, на горниот дел на телото, се наоѓа токму овдека. Значи, не е горе. Многу учители по да кажам, духовни вештини и така натаму, велат дека треба да се фокусираш на горниот дел, на горниот енергетски центар, тоа е, значи, хипофизата, да кажам поточно. Значи, горе во третото око, така го нарекуваат. Меѓутоа, во боречките вештини, секогаш се вели дека треба да се фокусираш долу. Зошто? Затоа што оваа точка е средишна точка на телото и точка каде што треба да се сретнат свеста и умот. Со текот на времето, значи со текот на вежбањето и така натаму, ќе можете многу брзо да го смирите умот. Значи да ја смирите онаа трема, разиграност на умот и така натаму и да се сталожите и да почнете да дадете максимум од себе, што се вели. Да. И колку време ни е потребно да направиме една вежба со свесно дишење за да го отпуштиме, да му дадеме на мајмунот бананата и да го смириме во кафезот? Да. Мене, например, после толку години ми е многу малце потребно. Јас само кога ќе помислам на долниот дел од стомакот, веќе не се ни врзувам за дишењето. Меѓутоа, ова го зборам за почетниците. Едноставно вдишуваш на нос, скроз до долу, го задржуваш вниманието и издишуваш горе. Замисли едноставно дека имаш топка во долниот дел од стомакот. Ја храниш топката со воздух. Значи, скроз до долу, го задржуваш вниманието на топката и издишуваш, меѓутоа вниманието стои доле. Не го следиш скроз догоре, него останува долу. И цело време така, и мајмунот ќе влезе во кафезот долу и свеста ќе се смири. Да. И престанува притисокот, нема притисок, стресот, полека, трема или што и да е некое чувство кое ве прогонува, а мислата е најголем тиранин. Нели? Така, да. Ние можеме да се ослободиме, да бидеме слободни, да бидеме и така натаму, но ако во мислите сме заробени некаде на некоја точка, особено во нашето минато, тоа е навистина многу сериозна ситуација. Бидејќи и во исцелувањето како процес многу голем придонес си дал и многу добри резултати си дал. Што мислиш, следиме, гледаме и тотално разочарување кај луѓето, болно ни е се, болни ни се луѓето, болно ни е општеството, политичарите и со исклучок на луѓе кои навистина размислуваат за колективното добро, малкумина се, меѓутоа поголемиот дел се оние кои што размислуваат исклучиво на личните интереси, затоа и влегле голем дел од политичарите, пак ке речам честни исклучоци во политика. Што е полесно да исцелиш? Телото или мислата, или умот? Што е полесно да исцелиш? Овие две работи не можеме да ги раздвоиме, бидејќи потекнуваат од една иста работа. Така велат источните филозофии, од енергијата. Значи, телото е згусната енергија, а свеста е прочистено тело, кое што не го гледаме. Значи, овие две работи треба да се третираат еднакво. Затоа не се прават разлики. Западот сака да направи разлика, да подели се, како и општеството наше што е поделено. На религии, на партии, да кажа, на идеологии и така натаму. Овдека нема поделба.
Значи, ова треба да се гледа холистички и кога се работи, јас велам, телото ни е дадено за да го вежбаме умот. Затоа ни е дадено. Ако го немаме тело, нема што да се вежба. Да. Ние ќе бидеме совршени. И според оваа филозофија, само во здрав ум може да биде здраво телото, а не онака како што не учеа и кога јас бев мала, веројатно и тебе така те учеле дека во здраво тело здрав е и духот. Так. Да. Исхраната е неминовно битен фактор. Колку ние луѓе во градскиве средини кои што живееме, особено јас не се гордеам со тоа што живеам во град, јас им се восхитувам на луѓето што живеат на село и да можам да бирам, јас вистина би избрала живот на село, живот во планина, што подалеку од оваа урбана џунгла каде ниту воздухот, ниту денот е лесно поднослив, напротив со многу проблеми се соочуваме ние во градот, особено со недостиг на добра и здрава и сигурна проверена исхрана. Колку е клучна тука исхраната во селова? Па клучна е исхраната, да не кажам можда е еден од најголемиот дел од благосостојбата на индивидуата, игра улога храната. Храната е многу клучна во тој смисол што пак ќе се навратам на таа филозофија, во колку земате поприродни производи да ги користите, толку повеќе се тие богати со таа чии енергија и така натаму. Не ќе да навлегувам во материјални макро и микронутриенти. Луѓето се запознаени со тоа и мислам дека е отидено во еден крив правец, да не кажам. Луѓето мислат дека ќе земат тие додатоци во исхраната и тие им се доволни. Да, решено е, нема проблем, примив се. Меѓутоа, во секој додаток во исхраната кој што е направен во лабораторија или денешнава храна, да кажам, која што е третирана со пестициди и така натаму, премногу е третирана, ја убива таа животна енергија. А таа енергија на нас ни е потребна и ја чувствуваме кога ќе ја изгубиме. Затоа треба да бидеме што поблиску до природата и што поприродно да се храниме. Има една теорија во таоизмот, вели, земај го производот онака како што е од природата, не преработен. И треба гледачите да знаат се што е спакувано. Не ќе да правам некоја антиреклама и така натаму. Меѓутоа, здравјето треба да ни биде пред се, на прво место. Секоја храна што е пакувана, што ќе ја најдете во маркетите, да знаете веќе нема во неа животна енергија. Јадете мртва храна. Значи, онаа што е спакувана. Онаа што е храна свежа и така натаму, или свежо сготвена, да не кажам, која што треба да се изеде во првите 30 или час време, таа е храна која што ја има таа животна енергија. Не замрзнувана еднаш, два пати и така натаму, па подгрејувана, па не знам ова, не знам она. Да, тоа е многу важна работа на која често пати не размислуваме, трчајки по време, трчајки како сето тоа секој ден да го осмислиме оброкот, но за жал ќе ни требаат уште многу средби за да повторно за оваа тема проговориме, а можеби и го направиме тоа во серијал. Мене ми е драго што и овој септември повторно правиш групи и што повторно многу луѓе, млади, деца, девојчиња ќе имаат можност, па и возрастни, верувам дека и со возрастни имаш групи, имаат можност да си ја поттикнат и пронајдат и балансираат својата животна енергија, можеби и јас ќе ти се приклучам доколку се најдам некаде во термините мои слободни, ќе ми биде драго бидејќи и јас трчајки по секојдневните мои активности и задолженија заборавив каде, на кое ниво е мојата животна енергија. Знам дека едно време се трудев да ја одржуваме во баланс. Многу среќа посакувам во секој следен чекор и да се видиме со некоја тема повторно да ги потсетиме нашите гледачи дека